Се уште поранешна Југославија не беше распадната, Никола Клјусев даде проглас. Сите старешини, војни лица, војници питомци да си дојдат дома. Да си дојдат дома затоа што ќе имаат наша армија, македонска армија. Го послушав неговиот проглас и го напуштив најелитното училиште во поранешна Југославија, така наречениот Топ Ган, Ваздухопловната академија во Задар. Дојдов дома. Прво нешто што направив кога дојдов дома, се упатив кон една стара жолта зграда во центарот на Скопје, а тоа беше зградата на ВМРО ДПМНЕ. Во канцеларијата на Иван Соколов со подпис на Борис Мејковски ја извадив мојата членска книжка. 0057, ќе повторам, 0057 е бројот на мојата книжка во ВМРО. И сега, јас за нив не сум ВМРО, Гордана Јакуловска е ВМРО. Јас не сум ВМРО, Диме Спасов е ВМРО. Во мирнодопски услови паднаа 2 хеликоптера. Едниот во близина на Скопје, другиот во Струмица. Загинаа многу пилоти и воздухопловен персонал. Нека им е лесна земја. Сите тие пилоти беа мои колеги, другари, пријатели, соборци. Сите беа учесници во војниот конфликт во 2001 година. Прекрасни луѓе, витези, кои 2001 година цела господарја со македонското небо. За целата 2001 година не им фалеше влакно од главата на тие луѓе. Но, од сите можни оружја терористите тогаш ги гаѓаа, тие терористи кои денеска се коалициони партнери на Никола Груевски. Но Куршов не ги погоди. Не загинаа во војна, загинаа во мир, загинаа во времето на владење на Никола Груевски и Али Ахмети. Со генералот Стојанче Ангелов ги организиравме најголемите протести на професионалните војници што некогаш биле направени. Не овдека, не на Балканот, што каже еден германски генерал, дури и во Европа после Хитлер. Над 1000 професионални војници во цивилна облека, со црни капчиња и со чизми, под команда на генералот Стојанче Ангелов, под конец маршираа од собрание до влада. Маршира за нивните права што им беа одземени. И наместо премиерот Никола Груевски да не повика, да се разбереме како луѓе, да им помогнеме на овие луѓе, што направи тој? Веднаш после протестите на неговиот министер за одбрана Зоран Коњановски, а овој преку нивниот командант на војно-воздухопловство Колевски Кире, издадува наредба подитно да се спроведат вонредни лекарски прегледи за мене во војната болница, за да бидам прогласен за неспособен, да бидам синнат од летање и да добијам прекоманда во Дебар. Тоа задоволство не им го пружив. Сам ја напуштив армијата на Република Македонија. Сам ја напуштив армијата на Република Македонија и заминав за Авганистан. Заминав за Авганистан, каде ја продолжив мојата борба која почна уште далечната 2001, меѓутоа во друг облик, на друг начин, со други средства и против друг непријател. Што да кажам повеќе, браќа и сестри? Од тоа дека повеќе ништо нема да биде исто. Ништо нема да биде исто затоа што со нас е премиерот од 2001 година, господинот Љупчо Георгиевски. Ништо нема да биде исто веќе затоа што со нас е министерот на полиција од 2001 година, господинот
Љубе Бошковски. Ништо повеќе нема да биде исто, затоа што вечерва со нас е генералот Стојанче Ангелов, кој дојде од Ирак. Ништо нема да биде исто, затоа што сум тука и јас, кој се вратив од Афганистан. Да споменам и некои мои колеги, наши соборци, кои се на пат кон Македонија, од Блискиот Исток, од Африка и од Тихиот океан, кои ќе ни се придружат во наредните денови. Ништо нема да биде исто, затоа што ние доаѓаме. Ќе повторам, ние доаѓаме. Да живее Република Македонија, да живее ВМРО за Македонија.